Една тема која што исклучително е важна и која ние сме ја разговарале, ама за многу посебни точки низ годините. Ако се навратам наназад, да речеме, на почетоците на оваа телевизија, има една тема што се провлекува, па јас веќе и не памтам колку, сигурно повеќе од 10 години, кога станува збор, да речеме, за гинеколошките услуги, например, на ромките во Шуторизари. И тоа знам дека сме го разговарале со многу луѓе, со многу гости од сите аспекти. Но тоа што е поважно сега и што станува веќе, искрено да ви кажам, за мене и поразително, е тоа што и ромите и генерално граѓаните, граѓанките на Шуторизари сега бараат функционална поликлиника. И токму зборчето функционална е тоа што за мене е клучно и на кое што треба да се стави извишник овде. Заедно со нас во студиото, координатор на програма во ЕСЕ, Боријан Павловски, редовен соработник, веќе ќе кажам, на Телевизија 24. Боријан, благодарам и добре дојде. Благодарам на поканата, добро дојде. Веќе на ти може да преминеме, се надевам, не е проблем. Се чини дека оваа тема, за жал, ќе се констатира дека е непресушен извор на истражувања и на постојани критики, апели, посочувања, укази и слично, и некако се некој ќе се зафати, ама не до крај се завршува таа приказна. Токму така. Значи, веќе иако помина, нели, 2005-2015 првата декада за ромите, потоа имаме стратегии за ромите, на секои 5 години ги носи владата и така натаму. За жал, многу малку напредување има во областа на здравието на ромите и здравствената заштита. Особено во Шуторизари. Проблемот со гинекологот го споменавте, точно е, тоа се влече веќе повеќе од 10 години. Сега има нов гинеколог, дојде во Шуторизари, пред неколку месеци отвори ординацијата и се надеваме дека ќе остане подолгорочно, бидејќи имаше 2 обиди, меѓутоа многу кратко останува докторите. Сега да се надеваме дека ќе биде подолго, ќе остане овој доктор. Меѓутоа, што го спомена веќе, сега граѓаните точно на Шуторизари бараат функционална поликлиника. Се обединивме 3 здруженија, здружението Ирис и Романо Чачипе, кои што работат во Шуторизари, директно со населението, и ние здружение ЕСЕ, заедно да покренеме петиција по ова прашање. Бидејќи искрено кажано, поликлиниката во Шуторизари го носи само името поликлиника. Затоа што според Законот за здравствена заштита, една поликлиника треба да има најмалку 20 специјалисти, треба да има рентген кабинет, треба да има лабораторија. Тоа е стандардот за поликлиника. Да, минимум стандард за една поликлиника. Во Шуторизари нема ништо од тоа. Нема ниту еден специјалист, нема рентген кабинет и нема лабораторија. Дури ни лабораторија. Значи се снаоѓаат граѓаните тоа што матичните лекари имаат договор со одредени лаборатории, па ти доаѓаат им земаат крв, па не мора да патуваат барем за лабораторија. Меѓутоа нема лабораторија во поликлиниката, што е законска обврска на крај. Значи за се ова граѓаните на Шуторизари, ромите и сите останати нормално треба да одат во другите скопски општини, да направат рентген, да добијат преглед од интернист, од невролог, од кожен лекар и така натаму, што дополнително ги оптоварува. Зошто? Некој ќе рече, па има автобуси, Скопје и така натаму. Меѓутоа, верувајте, тоа има автобуси е дискутабилно малку последните месеци. И тоа е веќе друго прашање. Да. Меѓутоа, за луѓе кои што живеат на маргините, кои што живеат од социјална помош и плаќање за автобуска карта е прескапо. А да не зборуваме, најголема потреба здравствена заштита се знае кој има. Стари лица, изнемоштени, хронично болни. На нив им треба превоз со автомобил. Дали го немаат, треба да молат други луѓе да ги носат, дополнителни трошоци, губење време и се останато. Наместо тоа, сите услугите од специјалист, рентгенот, лабораторијата да им се тука во општината. Уште потрагично е што дури ромите се соочија и веќе со голем проблем на недостиг на матични лекари, општи лекари зборувам. И тоа баш беше голем проблем во ек на пандемијата, бидејќи од сета таа преокупираност на медиумите со пандемијата не дојде до израз ова прашање, и тоа сега го актуализираме. Значи во среде пандемијата во 2021 година неколку матични лекари се заминаа од општината, што поради пензионирање, што поради други причини. И сега има недоволен број на матични лекари. Значи ако стандардот во државата вика во уредбата дека на 1000 жители треба да има еден матичен лекар, во Шуторизари на околу 3500 жители има еден матичен лекар. Што значи постоечките
Многу. Премалку. Да. Односно многу. Премногу. Малку на многу. Точно. Малку лекари, Добро. на учители. Постоечките се преоптоварени, нормално, што ме докторот преоптоварен и услугата се одразува и на квалитетот на услугата и време што може да го посвети на пациентот. И нормално, кога веќе не дел од нив не ни можат да запишуваат нови пациенти, што е разбирливо, и беа принудени на среде пандемија во 2021 година, кога беснееше нели ковидот, кога имавме најголема потреба сите ние од матични лекари, одеднашка стотици па и неколку илјади роми останаа без матичен лекар. И беа не знаеа како да се снајдат во тој момент, да барат матични лекари во други општини и така натаму. Дури оно што е базично, матичен лекар па не можат да го остварат во својата општина. Зборувајќи вака за сите овие, буквално нафрлувајќи ги сите овие работи, се чини дека тој предизвик веќе станува толку голем, што веројатно не би можел да се реши ниту одеднаш. Да. Затоа што веќе, ако гледате вие од аспект на немање матични, немање основни инфраструктурни, специјализантски, тоа е веќе сериозен проблем, бидејќи тоа... Секако. Сериозен проблем, кој што за ние ова не е прв пат да го бараме. Значи, ние сме упатувале барања до различни министри во последниве 10 години поликлиниката да се подобри. Поинтензивно во последниве 5 години, искрено. Меѓутоа, затоа сега се одлучивме да пуштиме петиција, која што ќе биде подпишувана, да се засили притисокот. Уште еден проблем е итната помош. Значи, истражувањето кој што го направивме минатата година, покажа дека кај 35% од ромите од жуто ризери, кога ќе повикаат брза помош, не доаѓа, а кај 40% доаѓа со задоцнување, односно подолго од 30 минути. Значи, 30 минути во итен случај може да значи живот. Зошто е тоа така? Затоа што нема исто така, поликлиниката нема итна медицинска помош. Пункт во Чаир Во Шуторизари таа што е, значи доаѓа од Чаир дури. Доаѓа од Чаир. Меѓутоа не се завинувани самите доктори, затоа што се и таму недоволен број. Покриваат цел Чаир, што е голема општина, покриваат Шуторизари, што е голема општина, руралните населени места на Скопска Црна Гора ги покриваат. Огромен терен. И затоа бараме преку АПТ. Дури голем дел од тој терен е и потешко пристапен одреден од нив, така што... Да. Тоа е дополнителен проблем во Шуторизари. Неурбанизираноста, тие диви улици, раскопани улици, неасфалтирани улици, брзата помош не може ни да се снајде, ни кај да ги најде, ниту пак некогаш ни да влезе искрено. И тоа има влијание. Тука секако треба да се преземат и други мерки за подобар пристап на брзата помош. И затоа ја покренавме оваа петиција за да се засили малку притисокот врз надлежните институции, да се воведе и пункт за брза помош, да се воведат најмалку 4 специјалисти, интернист, кожен лекар, невролог и ортопед, да се воведе рентген диагностика во поликлиниката и државата да обезбеди услови да матични лекари започнат со работа во Шуторизари. Значи, перзистира проблемот да, за жал, медицинските лица, докторите, имаат помало интерес да работат во Шуторизари. Тоа е веќе проблем одиран 15 години наназад. Меѓутоа, затоа државата е тука да обезбеди стимулации. Например, да опреми 2 ординации за матичен лекар согласно на прописите во општината Шуторизари. И да понуди дури и одредени надоместоци дополнителни за тој што доктори што ќе се нафатат да работат во тие ординации. Значи, подруго е кога е еден млад лекар завршува... Да собира искуство, да... Не само собира искуство, него кога завршува факултет нема доволно средства секој да опреми ординација, а друго е кога Министерството ќе му понуди опремена ординација, тој само ќе треба да регистрира приватна здравствена установа и да почне да работи во општината, плюс да добие уште некој дополнителен стимул, затоа што очигледно нема доволен интерес. Кога вака во разговорите, да речеме, со граѓаните на Шуторизер, веројатно сте дошле до ситуација на такви приказни што човек просто и да не верува. Да. На снаодливост. Да. Например, поготово со години се жалат за итната медицинска помош. Со години ги слушам тие, јас повремено одам во Шуторизер и зборувам со граѓаните, одржувам истражувања и предавања и така натаму. Сите се жалат на тоа. Не доаѓа, вика, не сака да доаѓаат, доцна доаѓаат, па луѓе се снаоѓаат, викаат со покомши кола, возило кој да го однесе болниот или повредениот и така натаму. Че тоа е еден голем проблем.
Тоа беше имаше и голем револт, имаше исто така ромските граѓански организации, има една пресконференција за време на дури на пандемијата, кога останаа безматични лекари. Да. Се створи хаос. Значи одеднаш кога ви имате, еве сега не знам точно да бројка, меѓутоа еве 1000 и 2000 луѓе да се остануваат одеднаш кога безматичен лекар среде пандемија со ковид. Имаше таков наплив през поликлиниката, бараа другите матични лекари да ги запишат. Дел од нив може, дел од нив не може, веќе се исполнети. Па се створеше хаос да мора во пандемијата да се прегледуваат надвор пациентите, некои од нив, се створи гужва пред поликлиниката, што уште толку беше ризик по здравието, сите бараа од еднаш матичен лекар нов, кај да се запишат, деца, бебиња останаа без матични лекари, така да навистина е алармантна ситуацијата. Кога зборуваме за поликлиниката, значи таму имате вие и еден дел на истражувањето што вели дека дежурната служба воопшто не е опремена ни со медицинска опрема, материјали, ниту пак лекови. Да. Дежурната служба има дежурна служба во поликлиниката. Меѓутоа колку и таа функционална е добро прашање, затоа што таму ротираат матични лекари од цело Скопје по одреден распоред кој што го прави здравствен дом. Меѓутоа, еве сведоштвата на ромите од шуторизери дека таа дежурна служба нема ништо, тоа е буквално една празна просторија. И секој матичен лекар што доаѓа... Сега овде да сте ми дошле мене на преглед, а немам ништо за преглед. Буквално така. Празна просторија. И сега секој матичен лекар кој што е на смена да дежура, го знае тоа и си понесува нешто од својата ординација што мисли дека е за сходно. Дали е тоа стетоскоп, дали се тоа ние шпатули, тоа не е доволно да може да пружи здравствена заштита на болен пациент во тек на ноќта или за време на сабота или недела. Значи не може ништо да направи освен еден првичен преглед и затоа најчесто пак ги упатуваат во другите јавни здравствени установи низ Скопје и пак мора и во ноќни часови и во викенди. Едноставно може да ги прегледа докторот и веднаш да ги упати на друго место ако е потребна помош, затоа што нема ниту да ги прегледа, ниту па да им дае соодветна терапија. Интересно е што, да речеме, властите во овој дел не согледуваат колкава би била поволноста под многу аспекти доколку во ваквиот проблем се реши. Не зборувам само за нив политички поени, што би понесле ако размислуваат од таа насока, но и од аспект на заштита на здравјето на луѓето. Но автоматски вие со таквите чекори веројатно ќе направат и сериозно намалување на притисокот кој што се врши на другите поликлиники. Точно. Или на другите даватели на здравствени услуги. Токму така. Ќе се како што е и предвидено во градот Скопје, здравствен дом Скопје, нели има поликлиники во секоја општина и нормално луѓето од аеродром се одат во јаден садански пример од Чаир поликлиника, Чаир во Букурешт од Карпаш и центар и така натаму и е дисперзирано. А шуторизари нема каде да додат на специјалист на рентген и ги оптоваруваат и другите здравствени установи, покрај тоа што самите се мотретираат, точно вршат оптоварување и на другите поликлиники кои што се територијално, нели наменети, распределени за останатото население. Друг проблем исто така што поликлиниката има патронажна служба, постои. Следното ми беше одлично добро. Да. Меѓутоа, за жал има многу малку сестри. Значи, дури и со луѓето и со организациите што работат на терен, никогаш точната бројка не може да се знае, некако флуктуира, тоа се движи помеѓу 2 до 3, што е недоволно, затоа што тоа е општина со голем број на раѓање. 2 до 3 нека се патронажни сестри се сосема недоволни. Плюс и тие патронажни сестри пак ги покриваат и селата на Скопска Црна Гора. Освен општината Шуторизари, тоа мислам освен самото урбано население, дополнително и се што имаат и рурални, затоа што мислам дека под општината има неколку рурални населени места горе, а немаат возило и се зависни од јавен превоз и колку жени реално може да посетат 3 патронажни сестри, 25.000 жители има општината Шуторизари и е голем терен. И самото општина Шуторизари е голем терен, не може да се изоди пешки, не е така лесно, а не пушта да се оди во села. И затоа буквално и луѓето сведочат дека веќе во последниве години не ги гледаат патронажните сестри, а нашето истражување, спроведено минатата година, покажа дека само 18% од новороденчињата се посетени од патронажна сестра. Значи, зошто и секогаш потенцираме да се обезбеди подобра здравствена заштита за ромите во Шуторизари? Затоа што не сите, меѓутоа голем дел од нив живеат во многу лоши животни услови, се под социјален ризик, во сиромаштија, во неповолни услови за домување, лоша и несоодветна исхрана поради сиромаштијата. Значи, сите овие фактори негативно влијаат врз нивното здравје.
И сега ви уште ако им ја ускратите правото на здравствена заштита во нивното место на живење, уште толку дополнително им го влошувате здравието. Значи, покрај тоа што треба да се преземат низа на мерки за подобрување на нивната економска состојба, секако, и инфраструктура, и сето тоа ќе допринесе и кон подобро здравје, не само кон вработување или подобри улици и слично. Меѓутоа, да им се обезбеди соодветна здравствена заштита во нивната општина, да можат најсоодветно, најдобро да си пристапат до здравствената заштита, да не мора да лутаат. Затоа што, плюс земете во обзир, има многу маргинализирани населби во Шуторизари, тие луѓе потешко и се снаоѓаат во другите делови од градот, а кога му е тука во општината, многу полесно ќе пристапи до овие служби за здравствена заштита. Во делот на петицијата која што имате подпишано, таа е само за жителите на општина Шуторизари или? Не, таа Како поддршка, да речеме, ние други дали можеме како поддршка, тоа да, токму благодарам на прашањето. Таа петиција ќе спроведуваат локалните ромски организации на терен, меѓутоа имаме и како онлайн петиција и исто така во оваа прилика би апелирал, би замолил до сите, до вас и до вашите гледачи, да ја поддржат петицијата. Таа ќе биде објавена на нашата Facebook страна Сдружение ЕСЕ, на кирилица напишано, да олеснам. Сдружение ЕСЕ, денеска или утре ќе биде споделена. И наистина би ги повикал пред се првично граѓаните на Скопје да се солидаризираат со своите сограѓани од Шуторизари, а потоа и од цела Македонија и да ја потпишат онлайн петицијата за луѓето да може да си добијат соодветна здравствена заштита во својата општина. Имате 5 точки, ми се чини, 6, ако не се лажам, вели пункт за итна медицинска помош. Да. Значи, ова не барате конкретно итна медицинска помош која што би била таму, туку да има одредена која што би била стационирана повремено како би е... Да, значи да се оформи пункт да биде стациониран постојано во поликлиниката Шуторизари. Тоа значи да се опреми соодветно просторија, така, да се возило, минимум едно, нели, како што рековме, не може се да се реши одеднаш, чекор по чекор. Минимум едно возило и соодветен број на тимови. За да се покријат смените, да биде таа достапна, функционална 24/7. Бидејќи и тука не ги исполнува критериумите. Според уредбата за итна медицинска помош, треба на 50.000 жители да има, ми се чини, да се подсетам само на бројките. Да видиме. Да. Значи, при јавна здравствена установа, кон која гравитира до 30.000 жители, треба да има 5 тимови за итна медицинска помош. 5. До 30.000. До 30.000. Шуторизари има 25-26.000, а нема ниту еден тим за итна медицинска помош. Значи, минимум да се обезбедат потребните број на тимови за таа да биде функционална, да биде стационирана во Шуторизари. Затоа што, а не, например, да се има одредени донации, меѓутоа тие возила завршуваат повторно во другата поликлиника Чајер, за која што е надлежна Шуторизари, и не е нужно дека таа не може да се одреди, че тука да нема забуна. Не може сега да ние да донираме возило во Чајер и да речеме ова ќе биде за Шуторизари. Значи тоа е невозможно. Така е. Туку треба да биде пункт во Шуторизари каде што ќе си има едно возило минимум и доволен број на тимови, доктор, сестра и возач кои што би обслужувале 24/7 населението. И секако ќе знаат и посоодветно и општината. Да, тоа сега да кажам, и шоферите би требало да се и од крајот, бидејќи тие најдобро и знаат каде треба да возат и слично за да се обслужува се. Втората точка ви е тоа, веќе го разговаравме, дополнителни 2 опремени ординации за работа на матични лекари, барем 2. Барем две. Мислам, повторно поаѓаме дека да се реши барем дел од проблемот сега, па понатаму да се унапредува. Мислам, свесни сме дека има разноразни приоритети, разноразни потреби во здравството. Меѓутоа, ова што го кажав, да бидат опремени со целата она опрема, си има уредба, си има правилник со што треба да биде опременено една ординација за матичен лекар. Тоа сепак не е ефтино и доколку на доктор му се понуди една таква опремена, не мора ништо да инвестира, туку само да влезе и да работи. Исто така еден стимул за одреден матичен лекар да отвори приватна здравствена установа во таква една опремена ординација. Третата точка ви е специјалистичко-консултативна здравствена заштита од најмалку 4 специјалности: интерна медицина, дерматовенерологија, неврологија и ортопедија. Да. Сега нема ништо од ова. Ништо, ниту еден специјалист. А воопшто никакви специјалистички, ниту ехо преглед, ниту рентген, ништо.
Значи, зошто ги бараме минимум овие специјалности? Нели, интерната медицина, најголем дел од луѓето имаат потреба од интерна медицина, сите со хронични заболувања, од хипертензија, срцеви болести, стомашни болести, така натаму, сите имаат потреба, голем дел од граѓаните имаат потреба од интернист. Тоа се обезбеди барем интернист. Исто така дерматовенеролог или специјалист по кожна медицина, бидејќи за жал поради лошите услови на живење, дел од населението има кожни заболувања и затоа е потребно и го бараме тоа. Ортопедија е потребна затоа што ортопедите не се грижат само за повреди и останати, туку се грижат и за здравјето на новороденчињата и малите деца. Затоа го бараме, затоа што да зајакнеме и тука заштитата, здравствената заштита на децата и специјалист по неврологија, бидејќи ги има присутни се во речиси секоја поликлиника во Скопје, освен во Шуторицари. Понатаму во другите барања, во четвртото се вели радиодиагностичка дејност, односно рентген диагностика, тоа веќе го разговаравме, мислам дека и нема потреба човек да го објаснува со оглед на суштината која што сите ја знаеме од потребата од еден рентген апарат. Зголемени и петтата точка е зголемен број на патронажни сестри, тоа веќе зборувавме, и опремена дежурна служба. Ова опремена е, впрочем, акцентот на кој што треба да се стави, бидејќи службата постои, но не е опремена, но и во секој случај и покрај тоа што постои службата, сепак тоа се матични лекари, односно лекари или специјалисти кои ротираат. Да, лекари кои ротираат. Така е поставена ментална здравствен дом во сите поликлиники. Така е сегде. А сегде ротираат? Секаде, да. Има една ординација за дежурна, а ротираат матични лекари според распоред кој што се прави. Тоа е во соработка по Здравствен дом Скопје и фондот. Значи, таква е праксата, тоа е во ред, меѓутоа друго е кога има соодветна опрема и соодветна терапија да даде, барем човекот да биде основно згрижен сега, ако е итна потребата секако ќе оди на клиника, нели? Меѓутоа, ако нешто може да се среди тука, да се даде терапија, амбуларна терапија, инекција, инфузија да прими, да има некаква опрема да може да му се пружи здравствена заштита, не само практично стетоскоп или шпатула што донел докторот сам од својата ординација. Боријан, кога разговараме за сите овие прашања, и бидејќи споменавме и на почетокот, дека ова не е ни прв пат да се здружувате околу ова прашање, некако се чини човек како со главата в зид да удира. Дали воопшто досега, да речеме, од досегашните вакви напори, барем малку нешто произлегло? Да, многу често точно. Исто така се соочуваме со тоа. Да буквално апелираме со години за некој проблем, а истиот не е решен. И кога ќе ги погледнам, за жал, барањата од пред 5, 6, 7 години дека остануваат исти и не се променило многу, е малку разочарувачки, меѓутоа има одредени унапредувања низ годините, има, затоа што, например, докторот што сега работи како гинеколог во општината Шуторицари, всушност пред, не можам да кажам точно колку, мислам дека пред 6 или 7 години, доби субвенционирана специализација од Министерството за здравство, платена специализација, не навлегувам во износот дали е цел или не, меѓутоа со цел да државата му покри трошоците за специализација, со цел да работи во општина Шуторицари, наменски. Така да тоа беше еден добар резултат од севкупната работа на сите граѓански организации во општина Шуторицари. И исто така беше опремена ординацијата за матичен гинеколог. Исто тоа беше опремена од страна на државата. Бидејќи повторна е скапа опрема и тоа е значителна помош за гинеколог што ќе отвори. Таму опремата е уште поскапа отколку за матичен лекар. Тоа беа одредени позитивни примери. Исто така еден период по нашето застапување патронажните сестри добија возило, тоа беше пред исто така 5-6 години. Добија возило, меѓутоа во меѓувреме не знам каде се пренамени и каде отиде и што се случи со тоа возило. Честопати има некои мерки што се преземаат и после некој време исчезнуваат некако тие мерки. Токму така, добија пред 5-6 години возило за патронажната служба во Шуторицари да им се олесни на сестрите, меѓутоа се возилото го снема. Исто беше и со матичните гинеколози, значи двајца имаше. Првим беше една докторка која што си замина брзо после тоа. Потоа имаше еден доктор кој исто така замина брзо после тоа, гинеколог, зборувам за гинеколог. Значи, ете и покри тие некои обиди и напори, состојбите знаат некогаш да се подобрат, потоа пак да се влошат и да се вратат на старо, и затоа секогаш за жал и секој успех, иако го поздравуваме од страна и придонесот на државата,
го поздравуваме, меѓутоа секогаш следиме и секогаш сме со доза на задржаност да видиме до колку време ќе трае тоа решение. Се чини дека исто така овде има еден дополнителен проблем, тоа што дискриминацијата конкретно кон ромите и тоа зашто постојано во изминатите и декадата, и стратегиите, и се што се прави, дури имаше и ресорен, односно без ресор, ама насочен, со ресор, министер кој што веќе исто повеќе го нема, а инаку бевме единствена земја која што дотолку имаше на вистина насочено внимание кон тоа, но се чини дека можеби во целата оваа ситуација влијание има и дискриминацијата. И маргинализацијата. Секако. Иако се што да го одредавте, нели мислам дека ако не грешам ромите се споменати и во уставот. Имавме тој министер без ресор што беше одговорен за имплементација на стратегијата за роми кој повеќе го нема, тоа е едно назадување. Меѓутоа за жал дискриминацијата постои. И сите наши истражувања ги правиме отприлike на 2 години во ромското население. Постојано е присутна дискриминацијата. Значи ромите самите кажуваат дека се чувствуваат дискриминирани кога пристапуваат и до здравствена заштита и до останати јавни институции, не е само за здравствената заштита, дали се тоа социјални установи, дали се тоа образовни установи, па дури во приватни установи, таа дискриминација постои. Иначе ние и со години се залагаме да се смени тој наратив, да го кажам, да ги прифатиме, нели, нормално, ромите како наши сограѓани, наши соседи, кои што се дел од ова општество, кои што живеат тука со, нели, со генерации, и да се надмине таа дискриминација нешка да секој. Затоа што таа дискриминација, за жал, и тие предрасуди кои што ги влече, многу влијае и до негативните состојби. Значи, нели, ниту медицинските лица, ниту другите, не сме ние изолирани острови. Сите живееме во ова општество во кое, за жал, некако многу преовладува дискриминацијата и негативните ставови и стереотипите кон ромите. И сето тоа придонесува да се тоа, за жал да кажам, дури и нормализира. И да не се сваќа како ништо страшно ако се случува таа дискриминација. Дискриминацијата многу ретко веќе во последните години да е тоа отворена дискриминација, например да биде одбиен од здравствена заштита, не се случува тоа, да биде вратен и така натаму. Меѓутоа, луѓето од ромската заедница чувствуваат дека односот кон нив и од здравствени работници, од социјални работници, да не именувам, од сите јавни установи, институции, администрација, спрема нив не е еднаков како спрема другите. Иако лично нема да го одбијат и му речат не те примам бидејќи нели си ром или така натаму, сепак они го чувствуваат тој несоодветен однос спрема нив и сето тоа ги одвраќа да понатаму ги бараат своите права, понекогаш дури ги одвраќа повторно да ја посетат истата институција ако се соочиле со несоодветен дискриминирачки однос и така натаму. Значи, на тоа навистина треба да работи целото општество на општествено ниво, не само во здравството, на општествено ниво да се надмине дискриминацијата и стигмата и стереотипите кон ромите. Ја подпишав петицијата. Благодарам. Еве да си кажам, тоа правев до сега додека баш зборуваш, иако се уште не е јавна, но беше во мејлот ставена кој што го добив, случајно ја видов и реков сега ќе ја подпишам петицијата. Благодарам. Да, мислам дека имаме ние многу сериозна работа на неколку нива. Мора да бидеме и искрени во еден дел, а тоа е дека ние навистина и во здравствениот систем, генерално на ниво на држава, имаме толку предизвици со што и недостаток и од опрема, и од кадар, и од особено кадар. На ниво на држава. Да, особено кадар. Еве, например, има еден парадокс, има завршено ромки од општина Шуторизари за медицински сестри. Добре. Не го знам точно, број неколку, се околу 4-5, не е важно, и не се вработени. А не се вработени? Да, не се вработени. Јас мислев ќе речете вработени се некаде по другите. Да, не се вработени. Еве, наместо прилика да се вработат како патронажни сестри или слично. Или било каде, не е важно. Ете, не се ни вработени. Да. Ете, ги имате, треба само да... Да. Не се вработени. И така, за жал, точно, во здравството има многу предизвици, кои што се рефлектираат на сите,
а уште повеќе па на сиромашното и дискриминирано население. Недостатокот на кадар, секако самиот недостаток на кадар води до преоптовареност, до немање термини, кога било кој не да е доктор, кој да е преоптоварен со работа, веќе му се одразува на квалитетот на работа, што е многу нормално и што веќе доаѓа и до негативни реперкусии по однос на квалитетот на здравствената заштита, по односот и така натаму. Значи, требаат повеќе системски и структурни проблеми за кои што нели може многу да се зборува, цела емисија да се посвети на тоа. Меѓутоа, навистина треба да државата да преземе по-конкретни мерки да го напреди здравствената заштита на ромите како една од најмаргинализираните групи во нашата држава. Боријан, тука некаде јас веќе не би имал што да прашам дополнително, во секој случај останува да се следи, да видиме дали може би оваа петиција ќе доведе до одредена, ќе ги отвори, да речеме, може би и слухот на токму на тие кои што треба да придонесат кон решавање на проблемот, ако ништо друго, барем од 6 барања и една и две да се исполнат, сепак е некаква придобивка. Да, точно, барем чекор по чекор. Барем оваа година се преземе една дејност, па понатаму нешто друго и така натаму. Така. Боријан, благодарам многу за издвоеното време за гостувањето. Ќе се видиме сигурно повторно. Да. И со успех. Ви благодарам за поканата и за поддршката.